Почитувани граѓани, почитувани колеги представници, пратеници, почитувани представници на медиумите. Денес пред нас е одлуката за распуштање на собранието, со што целосно се заокружува мандатот на овој парламентарен состав и официјално влегуваме во предизборен период во пресред на предвремените парламентарни избори. Завршува мандатот на еден парламентарен состав кој за 3 години помина низ многу премрежја, се соочи со многу тешки моменти, преброди сериозни кризи. Но тоа не спречи во намерата да донесеме сериозни и значајни историски одлуки кои ја дефинираат и обезбедуваат иднината на нашата држава. Одлуки кои гарантираат развој, напредок и стабилност. Само ќе ве потсетам на свеченоста од пред неколку дена кога го ратикувавме протоколот за членство во НАТО. Верувам дека немаше ниту еден пратеник кој во тие моменти не беше горд на успехот што заедно го постигнавме, на тоа што го стваривме повеќе деценискиот сон на нашите граѓани и што ја потврдивме нашата и иднината на младите генерации. Мора да признаеме дека на овој свечен момент му предходеше период на сериозни и тешки одлуки. Тоа беа сериозни процеси кои бара одговорност, совест и целосна посветеност и со гордост можам да кажам дека успеавме. Нашата држава ја вративме на прав пат и од земја во изолација, заборавена од сите, ја направивме земја пример во регионот и во светот, која ја поддржува целата меѓународна заедница. И ова не се мои зборови, ова се зборови на сите големи државници во светот. Почитувани граѓани, на 12 април оваа година не очекуваат предвремени парламентарни избори. Граѓаните повторно ќе имаат можност да одлучат кому ќе му ја дадат довербата за наредниот мандат. Граѓаните ќе се соочат со избор помеѓу две диаметрално спротивни политики. Едната е политиката која ја реализира СДСМ, а тоа е политика на просперитет, политика во која главната грижа е граѓанинот, неговата благосостојба, како и напредокот на државата. За другиот избор, денес нема да коментирам, затоа што тоа им е јасно на сите граѓани. СДСМ во изминатиот период, откако ја предводи владата, покажа дека интересите и потребите на граѓаните се единствена цел за која се залагаме и за која работиме. Политиките кои што ги реализира СДСМ и коалицијата позитивно влијаја и го допреа буквално секој граѓанин на нашата држава. Ја вративме ефтината тарифа на струјата, ја укинавме радиодифузната такса, го намаливме ДДВ-то за парното, ги намаливме казните, ги намаливме трошоците за катастар, нотари, извршители, адвокати и така натак. Минималната плата ја зголемивме 2 пати. Прво на 12.000 денари, а потоа на 14.500 денари. Тоа значи дека кај секој работник годишно ќе завршат дополнителни над 1.100 евра. Просечната плата за 2 години се зголеми за над 2.300 денари. За 2,5 години платите во основното и во средното образование ги покачивме за над 20%. Ја зголемивме платата во одбраната, направивме огромен пораст на платите кај социјалните работници во просек од 6.700 денари во сооднос со 2015, кај воспитувачите во градинките кои земаат повисока плата за близу 5.000 денари.
Покачување на платите и големи бенефиции има и во секторот земјоделие. Невработеноста опадна на рекордни ниски 17%, а за една година се отворија над 60.000 нови работни места. Повеќе пари има за над 330.000 пензионери. Пензиите пораснаа за над 700 денари и тие во следниот период ќе продолжат да се покачуваат. Го решивме проблемот со стечајците и исправивме историска неправда. Со последните законски измени, речиси 12.000 стечајни работници добиваат месечен надоместок од над 8.000 денари до нивно пензионирање. Има инвестиции во инфраструктурата, во патиштата, интензивно се одвива проектот за гасификација. Почитувани граѓани, колеги, многу е постигнато, многу е направено, но има и уште многу да се работи. Прашање на денови е кога Република Северна Македонија ќе стане членка на НАТО, а се очекува многу скоро да добиеме и датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Тоа се процеси кои на нашата држава ќе ја обезбедат развој и напредок. Но тоа ќе се случи само ако знаеме како и ако имаме искрена желба и волја. Ние покажавме и дека знаеме, и дека можеме, и дека имаме желба за тоа. Затоа, граѓаните на 12 април ќе се определат за СДСМ и коалицијата, ќе се определат за континуитет на политиките кои гарантираат просперитет и стабилна држава. Почитувани колеги, сакам да упатам апел до сите вас, до сите политички партии кои ќе учествуваат на изборите, до сите институции кои што се вклучени во овој процес, како и до сите граѓани, определени или неопределени, подржувачи на определени партии или не. Мораме да дадеме придонес, мораме да направиме се што е во интерес и се што е можно на 12 април да имаме перфектни, кристално чисти и регуларни избори. И дома, и на нашите меѓународни пријатели да им покажеме дека ние сме европска држава, која ги цени и ги практикува европските вредности. Бидејќи само така и реално ќе бидеме дел од големото и за нас многу значајно европско семејство. Тоа го заслужуваат македонските граѓани, бидејќи тие најдобро знаат каква иднина сакаат за себе, за нивните деца и за нивната држава. Почитувани колеги, од мојата пратеничка група, од нашата пратеничка група, ви благодарам на сите за соработката, за сугестиите и искрените желби да помогнете. Ви благодарам за целиот ангажман и се што тоа што го направивте, лично никогаш нема да го заборавам. Ви се извинувам ако во некои тешки моменти, во некои стресни моменти и сум кажал нешто повеќе или сум направил некоја грешка. Јавно сакам да ви се извинам. На 12 април сите граѓани, сите ние заедно, нашата коалиција, одиме на нов, чист и голем мандат. Одиме на мандат за цели 4 години. И тоа така ќе биде. Така ќе биде затоа што имаме и честни и искрени намери. Така ќе биде затоа што граѓаните сакаат да одиме напред. Ви благодарам на сите.